Странските инвестициски фондови кои на големо купуваат станови во Скопје уште повеќе ќе ја зголемат цената на стамбениот квадрат кој во метрополата стигне до 3000 евра. Ова во емисијата Бизнис 21 го потврдија Ивица Екимовски, председател на Градежната комора при Сојузот на стопански комори, и Слободан Митровски од Агенцијата за недвижности Асторија. Дански инвестициски фонд веќе потврди дека купил 250 станови во изградба на атрактивни локации во Скопје, а намерата им е за кратко време да стигнат до 1000 станови. Секако ќе ги покачи. Самите информации кои спливаа во јавноста мора да излезат секако. Ќе трпи корекција цената према повисока цена, за жал. Таа и сега е релативно висока. Ако гледаме од гледна точка тоа што го поставивте како прашање дека тоа би било причината за зголемување на недвижноста, тоа во некоја мера е така, меѓутоа од друга страна па покажува дека имаме стабилен пазар на недвижности во однос на тоа кога веќе се направени анализи од фондови од европско или од светско ниво. Митровски смета дека фондовите не ги купуваат становите за изнајмување, бидејќи така инвестицијата нема да им се врати за 25 до 30 години, туку ги купуваат во изградба за да ги продаваат по висока цена и да заработат. Се отвори дебатата околу дивоградбите, но и проблемот на граѓаните кои со години не можат да дојдат до имотни листови за становите кои ги купила. Има имотен лист, го гледаш објектот, па ја го гледам на крај. Ако тој објект го избедел венецот горе у висина од 1,20 м, што правиме? Ќе добие имотен лист? Не. Имаме проблем, ама ние тогаш го гледаме. И тука треба да го фата тој што е инвеститор, бидејќи ништо невозможно е случајно да избегаме. Ние немаме такви случаи да имаме инвеститори кои што изградиле и направиле таква. Нема, која е тоа? Се добро. Еве во дадена ситуација, која е тоа име и презиме фирма која што во последниве, откако зборам регулирано електронски, која е тој што направил објекта да реков, не мора во последно време, значи не велам последно време, али последно време исто имаме махинации разни, значи има. И двајцата соговорници се децидни дека на високите цени на стамбениот квадрат најмногу влијае немањето на државна стратегија. Според нив треба итно носење на детални генерални урбанистички планови и локации за градба, за да може да се направи баланс, односно да се градат и станови со пониски цени за граѓаните.